Насекаде во светот неделата од 1 до 7 декември се одбележува како недела на борба против ХИВ и СИДА. Годинава Македонија заокружува со рекорден број на нови случаи. За среќа нема регистрирани носители на вирусот или заболени од регионот на Кочани. Состојбата со СИДА-та во Република Македонија моментално изнесува 194 заболени. Ова се мисли на откривањето на првите ХИВ позитивни случаи 87 година во Република Македонија, потоа 89-та првиот болен од СИДА, па навака, а во моментот во државата имаме 123 ХИВ позитивни и болни од СИДА, од кои 72 се болни од СИДА и 51 ХИВ позитивен. За жал, за разлика од поранешните години, кога имавме 5-6 случаи, максимум 7-8 во текот на една година ново регистрирани, последните 2 години, значи 2012-та имавме 24 ново регистрирани, а оваа 2013-та, која уште не е ни завршена, имаме регистрирано 25 ново откриени случаи на ниво на Република. Половата структура на заболени натежнува кон посилниот пол. 23 од инфицираните или заболените се мажи, а 2 жени. Најголем дел од нив се од Скопје, 18, и во 7 останати градови во Републиката имаме по еден ХИВ позитивен или заболен од СИДА. Понатаму, според начинот на кој се пренесува болеста, имаме 14 МСМ или по хомосексуален пат, 10 по хетеросексуален пат и едно лице со пренос од мајка на дете. За жал, освен ова мало дете, што не би коментирала, значи најголем дел, околу 20-тина, се во најпродуктивната и репродуктивната возраст, значи од 20 до 39 години. Што се однесува до Кочани и во регионот што го покрива нашиот Центар за јавно здравје, немаме регистрирано случај на ХИВ позитивитет или болен од СИДА. Во Центарот за јавно здравје потсетуваат дека граѓаните можат да извршат доверливо тестирање или советување во нивното советувалиште. Значи можат слободно, ако сметаат дека имале некое ризично однесување, по тоа подразбираме незаштитен секс, понатаму користење на интравенско користење на дрога или некои други деликатни ситуации, значи можат слободно да дојдат и бесплатно кај нас да направат советување и тестирање. За жал ХИВ позитивните лица се уште се соочуваат со дискриминација, заради што се јавуваат иницијативи за намалување на предрасудите.